Почитувани, Заев, Шукова и СДС уште во 2020 година ветуваа решавање на Вардариште, кое беше дел од програмата на работата на тогашната власт. Во програмата насловена како Можеме за парламентарните избори во 2020 година, СДС, Заев и Шукова ветија итна ремедијација на Вардариште. На страна 228 од истоимената програма, СДС, Заев и Шукова ветуваат, цитирам, во овој дел тука, ќе помогнеме за итна ремедијација на поголем дел од дивите депонии со приоритет на депонијата во Вардариште, како и расчистување и рекултивација на локации со несоодветно одстранет отпад во урбаните и руралните подрачја. А подолу во програмата на истата страна се вели дека проектот е со финансиско портфолио од 42 милиони евра. Дали СДС, Заев и Шукова знаат дека имаат ветено повторно доведување во природна состојба на дивата депонија Вардариште и прашуваме зошто овој проект не бил реализиран изминатите 4 години кога беа тие на власт? Зошто Шукова, како државен секретар и министер во Министерството за животна средина и просторно планирање, не го спровела овој проект за кој, како што тие барем велат во програмата, имаа обезбедено и финансиски средства? Зошто ги лажеа граѓаните на Скопје дека ќе го решат проблемот со Вардариште, а сега Шукова како кандидат за градоначалник од редовите на СДС за град Скопје повторно го ветува истото? СДС, Заев и Шукова се луѓе на кои народот не им верува и на минатите избори тоа јасно го кажаа. Истото ќе се потврди на овие локални избори на 19 октомври. ВМРО ДПМН и Орце Ѓоргиевски со јасна визија, план и цел ќе го решат овој проблем за граѓаните конечно да го добијат она што го заслужуваат. А тоа е почиста животна средина, почист воздух и намалување на бројот на дивите депонии. Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Пристигна едно прашање до Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН за тоа кои се вашите очекувања од јавното обвинителство за прислушкувањата од страна на АНБ и АРА. Благодариме на прашањето. Јавното обвинителство мора да почне да работи. Кој дал насоки на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање да го прислушуваат председателот Мицковски, истрагата мора да биде сеопфатна. Јавното обвинителство го повикуваме да не посматра од страна и да чека што ќе се случи следно. Тоа мора активно да се вклучи во расветлување на случајот со прислушувањето и следење на ВМРО ДПМН, новинари и бизнисмени. 5 години биле загрозени човековите права на десетици функционери на ВМРО ДПМН, начело со председателот Мицковски, бизнисмени и новинари. 5 години СДС ја има заробено државата и безбедносните агенции. Јавното обвинителство било продолжена алатка преку Љупчо Коцевски и го одобрувало дивењето на оваа политичка мафија. Јавното обвинителство не смее да биде слуга на таа политичка мафија, затоа што во спротивно ризикува довербата да спадне и од оние 2% кои што ги имаат во моментот. Јавното обвинителство треба да знае и дека ако не почне да работи по овој случај, со цел негово целосно решавање, многу скоро од денес ќе треба да даде одговори зошто молчало и не постапувало. Одговорност за прислушувањето и за следењето мора да има. Благодарам.